Деновите проследени со сонце и неизменично дожд може да и наштетат на виновата лоза. Експертите велат дека пламеницата ги напаѓа младите делови од растението, а ако веќе се појави, лекувањето оди потешко. Ова време нестабилно многу ме потсеќа пред 2-3 години, кој исто така имаше често менување на временските прилики, односно, знаеме, во текот на денот се случува дожд, па сонце ќе огрее, па ќе зароси и така натаму, односно, често пати доаѓа, еве сведоци сме, дожд, па неколку дена сончево, топло време, па повторно дожд, што сето ова условува за појава на болести. Ово го напоменувам затоа што лозарите обично имаат календарски се водат во некои прилики пред 10, 20, 50 години, како што и нивните родители се воделе, а тоа е да се почне со заштита тек после првомајските празници, најчесто 10, 15, 20 мај. Знаевме дека ваквото време беше пред неколку години и голем број на лозари кои што се водеа во овие прилики, потоа изгореа, изгореа, кај нив се во лозарството се јави голем масовен напад на пламеницата. Затоа Ивановски смета дека мора навреме да се преземат заштитни мерки за младите растенија. Периодот на инкубација на болеста може да ги збуни лозарите, а после веќе да не можат да ја излекуваат пламеницата. Ке потсетам дека пламеница кај виновата лоза напаѓа млади растенија, млади растителни делови, млад лист, млад ластар, покасно и гроздак. Значи, тука ќе се задржаме на младите листови и на младите ластари. Кога ќе навлезе болеста, пламеница, тогаш веќе борбата е доста оневозможена, односно ќе се јават покасно од 8 сата до 21 ден првите симптоми и затоа пожелно е веднаш лозарите во оваа прилика да вршат заштита со употреба на системични фунгициди против пламеница. Нормално, на почеток, кога има интензивно развивање на виновата лоза, пожелно е да се употребуваат фунгицидите против пламеница на еднаш неделно, а покасно со стабилизирањето на времето, со застарувањето на листовите и така натаму, со формирањето на гроздаци и така натаму, може да заштитата се продолжи на 10, 15, па и на 20 денови. Просечната откупна цена на винското грозје во 2017 година беше 13,67 денари за килограм, што представуваше зголемување од 11,5% во споредба со претходната година.